Почитувани, добар ден, го следите новото петочно издание на Црвена линија. Грипот и вирусните инфекции годинава земаат замав. Во текот на четвртата недела од 2024 година, од 22 до 28 јануари, пријавени се 1834 случаи на заболени од грип. Заболувања слични на грип 9,5% повеќе во споредба со претходната недела. Бројот на пријавени лица оваа недела, споредено со четвртата недела од минатата сезона, е зголемен за 2 пати. Се наведува во извештајот на ИЈЗ. Според портпаролот на Комисијата за заразни болести, доктор Злате Мехмедовиќ, состојбата во земјава со сезонскиот грип е очекувана, но не и загрижувачка. Засилена активност на вирусот и така наречениот пик се очекува некаде кон крајот на февруари и почетокот на март. Во соседните држави веќе се превземени антиепидемиски мерки. Дали и ние треба според вас да превземеме одредени мерки? Треба ли вакцината против грип да биде бесплатна според вас и тоа за сите? Дали сте вакцинирани против грип? Поговорката не учи, подобро да се спречи отколку да се лечи. И секако сакаме да слушнеме од вас што сметате, што уште може да се превземе за да не се дозволи да ескалира состојбата со грип. Како и да е, ќе ве потсетам секако низ коментари, шернување и лекнување, можете да ја продолжите оваа дискусија и по завршувањето дури на Црвена линија, што значи да не заследите на Facebook, нашиот профил останува Црвена линија, потоа профилот на Телма телевизија каде е објавена темата и задолжително, како што постојано и настојуваме, се разбира да не заследите на Инстаграм. А таму следното прашање за денес гласи: треба ли да ги вратиме маските во затворен простор? На Инстаграм стори, значи, ќе кликнете и ќе имате две опции за одговор. Едната е да, не, еве како изгледаме таму, и во проценти пресметано по рекламите ќе ги соопштиме резултатите како одговориле нашите инстаграмџи. Меѓу другото, со нетрпение очекуваме еве да слушнеме какви ќе бидат вашите одговори, односно што ќе кажете и низ вашето лично искуство. Пред се дали сте вакцинирани против грип и она што е најважно, дали според вас оваа вакцина можеби во вакви периоди од годината каде што се очекува да се случи пик, треба да бидат бесплатни за сите. Меѓу другото, еве можете да ни откриете дали и вие сте меѓу оние кои што на сила на состојбата бевте заболени од грип, како поминавте и воопшто еве како се третиравте. Дали сметате дека можеме уште многу повеќе мерки да превземеме, се со цел да се минимализира ризикот од заболување од грип? Како и да е, и вас ќе ве прашаме дали мислите кога е ваква состојбата треба да се вратат и маските и тоа во затворен простор. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Тина, ти си? Јас сум, повелете. Што ќе повела? Кај мен не е тоа грип, што е друг е. Оти ме лажат вашата телевизија. Колку пати го превзима бројо, ни јабер, ни трак. А дали ќе може ова се погласно да го кажете, бидејќи не ве слушнав најдобро? Ај ќе се труда, ама не мога повеќе, болнечка сам. Дали може да го засилиме тонот, ве молам, кажете што... Дали еве имате примено вакцина за грип? Еве да почнеме на темата. Не, немам ни за грип, ни за корона, никаква вакцина немам приимана. Така, дали околу вас еве имате блиски или луѓе кои што ги познавате, кои што во моментот имаат грип и дали сметате дека треба да се приме вакцина и да бидат бесплатни за сите? Дали се уште имаме гледачката на линија? Се исклучи. Како и да еве, неминовно е да потсетам најверојатно. Ја и ќе се заблагодарам на гледачката и секако ќе охрабрам со оглед на тоа што сме на самиот почеток од Црвена линија, повторно да го заврти нашиот број 023070005. Ве молам, такви се техничките правила, задолжително намалете го целосно тонот. Не зборувајте на интерфон, се разбирате, од причина да не се разнесува тонот на гласот и да се намали квалитетот, со цел сакаме навистина добро да ве слушнеме.
Па, добар ден за следниот гледач или може би повторно гледачка. Дали се слушаме? Добар ден. Абе, слушам ве многу убаво, по втор пат ве добивам. Оти ме така игнорирате. Не, јас што ве прашам, не ми одговарате, вие ми Јас ви исклучвате. реков дека не ве слушнав добро. Значи, ајде да не го губиме времето. Што сакате да ме прашате? Повелете. Времето ме одавна прегазило, пазете вас да не ве прегази. Значи, јас не ви зборувам за животното време, ви зборувам за 90 секунди. Кажете што имате прашање да ви помогнеме. Вака сега, црвена линија би сакале навистина како редакција да можеме на сите да ви помогнеме. Секој од нас, па и верувам дека и голем број граѓани имаат некоја лична мака, имаат некој проблем. Воопшто не е проблем секако да поставите прашање, но би било добро да не слушнете и кога зборуваме од оваа страна, бидејќи навистина гледачката добро не ја слушнавме. И повторно не го чувме прашањето. Како и да е, немаме конкретни прашања до оние кои што гледаат црвена линија, така да се навратиме на темата, сепак не е шега кога зборуваме за здравјето на граѓаните. А во овој момент, она што секако е факт дека низ земјава царува грип, дури имаме и случаи на ковид, дури има и ситуации каде што ковидот веќе се меша со грипот и така натаму. Па еве, да видиме кои ќе бидат вашите одговори на нашите прашања. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, драго ми е. Па еве, дали се вакциниравте за грип? Не сум вакциниран, мада сум во она група што треба да се вакцинира. Така? Мислам во возрастните. Пензионер сум, значи. И до сега се неам вакцинирано никогаш. Меѓутоа за ковидот бев вакциниран 3 пати. Така? Така да горе-долу го рачунам тоа како практично. Ама некои луѓе се скептични во однос на вакцините. Де вакви биле, де онакви биле, де ова имале, де она имале. Де вакви реакции ќе имало, де онакви реакции ќе имало. Меѓутоа, сега како што ни одат работите, еве и во малите градови се намножи епидемијата, Дебар, Ресен, таму полесно се полесно може да се најде, бидејќи се работи за помала бројка на луѓе. Меѓутоа, сепак, ете, и млади луѓе ги напаѓа и постарите, така да, мислам, грипот ги Така, фаќа. сметате ли еве дека може би во вакво време најдобро е маските да ги вратиме, барем нивното користење во затворен простор? Па не е лошо маските да се вратат, мада не го практикуваме тоа нешто, меѓутоа јас гледам дека посејда ќе треба да ги вратиме маските. Големо благодарам еве што ги споделивте вашите ставови и ведувања околу темата за која што зборуваме. Се треба ли вакцината еве за грип да биде бесплатна за сите? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Госпоѓа Тина. Господине Златко. Да. И благодарам, вие сте брилијантна водителка и сите на Телма телевизија се луѓе кои што стварно со новинарството имаат дебела позадина. Да, сакам да Господине кажам... Златко, еве дали се вакциниравте против грип? Да, и тоа е модерно време, нема антиваксери, треба за сите болести да се прима превентива. И дека треба Министерството за здравство да направи картони за и возрастните луѓе да се употребува заштитни средства, маски, едно друго. Све тоа е модерно и модерно е. Ви благодарам што ја поставивте и таа тема во овие епидемиолошки појави што се случуваат кај нас и со ковидот и ова и повратни тие информации. Голема е флуктуацијата на народот. На народот
Мора да се заштитиме. Ви благодарим и имајте убав ден, госпоѓа Тина. Најубав ден и вам, господине Златко, и секако останете со нас за да слушнеме што ќе кажат и останатите. Секако, еве ќе ги охрабрам и оние и кои што и се вакцинирани против грип и не вакцинирани, дали сметате дека можеби вакцините за односно против грип треба да бидат бесплатни. Еве, дали имате и веќе искуство со грипот кој што буквално царува во моментот во овој период од годината? Добар ден. Добар ден, Тинче моја. Голем поздрав до вас. Верувам дека сте ми во добро здравје. Ми давате предизвик, че ве видам и затоа и ви се јавувам. Драго ми. Па еве, дали му куртуливте на грипот? Дали се вакциниравте против грип? Слушај, Тинче, јас сум 69 години. До сега не памтам да сум била болна од грип или од настинка. Така, нека остане. Така, од ковидот, да, се вакцинирав 2 пати, меѓутоа би препорачала на здравствениот фонд задолжителна да биде вакцината. Пред 20 години и пред 15 години исто имаше ваков тежок грип, каде што многу народ изумре. Задолжителна и бесплатно да биде вакцината. Јас си држам своја дистанца со луѓе. Не треба никој да ми каже како треба да се пазам, тоа не значи за вас, него општо кажано. Нормално кога влегувам во автобус си ставам сама заштитна маска, во аптека точно, во продавница точно, заради мојата безбедност. И избегавам контакт со народ. А не, опходно е задолжителна вакцина за сите граѓани, како што беше 72 година, тогаш беше многу критично. Вие може не сте биле родени, меѓутоа тоа беше многу ризично и многу народ изумре. Така, големо благодарам еве што споделивте секако и на што сте сведок во минатото кога станува збор за епидемии на грип. Како да е грипот во моментот треба се очекува да го достигне својот пик некаде конкретно на февруари. Ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па еве, дали сте меѓу оние кои што настрада од грипот во изминатиот период, бидејќи имаше заболени пред новогодишните празници? Дали се слушаме? Да. Како, дали еве бевте меѓу оние кои што можеби добија грип некаде пред Нова година? Имаме повеќе, не знам, со некои симптоми, да, не нешто посебно. Така. Али не е само грипот, туку еве се појавува некоја си кашлица, не знам како така е. Така и дури ковидот на моменти се меша со грипот, така да сега сме изложени поприлично на ризик. Да. Сега се поставува прашање. Дали е ова продолжување на ковидот? Значи некоја флуенца, кој знае што е таму. Откаде ова сега овие вакви вируси што ги напаѓаат сега и бебиња, и деца, и постари, па еве имаме, кажуваат на телевизија дека починале и доста млади. Така, па во природата на вирусите да мутираат секако. Да, но нешто треба да се потпомогни за да мутираат. Дали сте за тоа да биде бесплатна вакцинацијата против грип? Така сега, значи здравството кај нас прво е катастрофа во Македонија. Да пример од Битола треба да одиш во Охрид или во Скопје за преглед на една обична кардиологија. Така, благодарам многу за јавувањето. Подсетување 90 секунди е време трењето, но ние сме некаде горе-долу на почетокот, така да можете повторно да го завртите нашиот број, да добиете нови 90 секунди. Сега оние кои што нема да успеат да се вклучат преку коментари, можете се разбира да го искажете вашиот став за оваа денешна тема за која што зборуваме, токму преку Facebook.
Ајде да видиме понатаму што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден, секој е добро и вам. Како сте? Јас фала му на Бога добро е. Како сте вие? Дали еве куртуливме од грип? Не, еве моментално јас сум со грип, да ви кажам право. Имам страшна температура 43,1 и не можам од кревет да станам. Добро, дали бевте вакцинирани еве? Како мислите вакцинирани? Вакцина против грип, дали имате примено наназад? Немам ништо примено. Така. Така. Сакам во овој апел да го поздравам Славиша Бојовиќ и Дејан Апостоловски Бетон, да не ми се љутат, јас нив многу ги сакам. Поздрав. Поздрав, да ни останете, да ни оздравете прво пред се и сега кој што поскоро да помине она што го чувствувате, а тоа значи еве гледате, имаме гледачи кои што во моментот кубурат со грипот, високи температури, болки во телото, кашлица, а знаеме дека грипот всушност воопшто не е наивен, туку напротив може да има и последици кои што може да бидат фатални. Како и да е, не е ништо алармантно премногу, но сето тоа може да се спречи. Па и ве сметате ли дека треба да се превземат дополнителни мерки, да се вратат маските во затворениот простор, да се вакцините да бидат бесплатни за сите и така натаму? Добар ден. Голем поздрав до вас. Добар ден. Све Јас се вакцинирах. Лани немаше вакцини. Лани корона имаше. Како сега има вакцини, а лани немаше. Нема корона, има вакцини да се носи. Лани го немаше да криви. То немаше. Имаше корона. Како не ги сам? Како сега од понеделник лекуваат? Како се вакцинира? Како? Не знам. Ова е невеќе нешто. Ovo je maksimuljska država. Kad ti komandi nekoj tamo što napravi. Ovo je, nisam nekad. Koju nigde nemamo država. Ovo svetu. Ja sve zamati. Ovo ne je nikada rekao. Ovo da je prije dobio. Благодарам многу за јавувањето. Ќе посакам и вие да ни останете во добро здравје. Редовен гледач, редовно се вклучува. И секако, еве сега една, да ви укажам секако за оние кои што може би досега и не знаат како изгледа пријавата за вакцинација за сезонски грип, која што е објавена секако од Министерството за здравство, каде што стои дека почитувани граѓани пред да ја пополните апликацијата за искажување заинтересираност за бесплатна вакцинација против сезонски грип 2023-2024 година, ве молиме внимателно прочитајте ги следните информации. Вакцинација против сезонски грип е најефикасна мерка за превенција на грип која спречува појава на потешки форми, компликации и смртен исход, особено кај ризичните групи. Вакцинацијата против сезонски грип е незадолжителна по желба на граѓанинот. Бесплатна вакцинација против сезонски грип е наменета за следните ризични групи: стари лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени и деца на возраст од 6 до 5 години. Со пополнување на формата се регистрирате за вакцинација директно во системот Мој термин. Согласно распоредот предвиден во планот за вакцинација, по пат на СМС ке добиете информација за точниот датум и час кога треба да се вакцинирате на пунктот кој ќе го изберете при регистрацијата. И еве како изгледа просторот каде што треба да се дадат податоците. Како да ние во црвена линија прашуваме дали може би треба да биде бесплатна вакцинацијата против грипот за сите. Како да ќе видиме што ќе кажат гледачите. Добар ден. Добар ден. Секој е добро? И за вас. Па еве дали му куртуливте на грипот, какво е вашето лично искуство? Некој, бидејќи грипот не е наивна работа, тоа е факт, а сега веќе и ескалира. Не куртулив. Не зафати тоа баш убаво, али за вакцина против грип, што велите бесплатно и да е бесплатно, ние немаме навика да ја примиме. Тука ни е најлошото. Еве, јас, например, зошто да не примам? Од мене си поаѓам дека не е тоа добро.
Дали тоа и сега вака размислувате од кога го поминавте грипот? Да, можда требаше да се вакцинирам, ама еве не се вакцинира. Сгрешив. Значи имаме многу лоши навики кои не ги користиме, а треба да ги користиме. А зошто еве според вас граѓаните генерално се скептични во однос на ваквата превентива? Па мислам дека имат лоши мислења, искуства или некој ако примил вакцина му се деси после нешто, мисли дека е од вакцината. И затоа застануваме тука. Според вас, дали треба еве да се зголемат мерките, дали сте за тоа да се вратат маските во вакви периоди да ви кажам, че треба да се вратат маските. Оти јас не одам на работа, дома сум, додека бев дома бев супер. 2-3 пати си имам возено во автобус со голема гужва. Тие 2-3 пати што се возев, јас за брзо време се разболев. Се надевам дека сега далеко подобро се чувствувате и ви посакувам да не се повтори никогаш она ни што сте поминали, секако да останете со нас во црвена линија, а секако ќе ни биде драго и да ви го разубавиме денот подоцна и со учеството во Заврти на Тилма. Како да е, продолжуваме со вас. Добро вечер веќе. Дали се слушаме? Добар ден, добро вечер. Добро, јас ќе дадам уште една шанса, ќе видиме секако ќе ни биде драго еве ни слично искуство се разбира. Во овој период кога царува грипот се разбира тука и се случаите на ковид, како и да е, па дури и времето не е многу на наша страна, бидејќи оваа зима и немаме многу ниски температури, голема загаденост на воздухот, значи некако генерално сите услови се обезбедени надворешни за да нели мутираат и царуваат вируси. Грип навистина има поприлично, па да видиме што ќе кажете вие, дали можеби треба сите да се вакцинираме и вакцинацијата да биде бесплатна. Добро вечер. Ало? Здраво, добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, во црвена линија сте. А видите, вакциниран сам од ковид 3 пати. Од сезонски грип не. Не. Меѓутоа и да има бесплатни вакцини, луѓето нема да ги искористат. Антиваксерите не веруваат у тоа. Зошто е тоа така? Па не знам зошто е така. Еве ќе ви кажам еден пример. Сега кога отидов да си изимам лична карта и пасош у општината, после еден месец, кога ме видеа там вработените со маски, сакаа да ме испудат и викат излевај надвор, ти си болен. Викам не, јас не сум болен, вие сте болни, кај вас доваѓат секакви. Вика, сакаш ли сега да не ти издавам личната картата, а некој си господи таму? Сакате да кажете да со оглед на тоа што сте имале во предвид? Јас беше со маска, сакам да се заштитам себе си, да ги заштитам и другите околу мене, а околу... Дали тоа значи дека е енормна неинформираност во однос на превентивите? Како да и докажеш на тие луѓе дека треба да се носат маски у затворена просторија, кога она е там на тоа работно место, а не те верува? Дали би се вакцинирале за сезонски грип? За сезонски грип не сум вакциниран, а за COVID-3 имам вакцини примано. А еве, доколку биде бесплатна против грип вакцината, дали би ја примиле? Ќе се вакцинирам, да. Само не може да успеам да се вакцинирам од други околности и така да. Така, благодарам многу, еве интересна случка споделивте со јавноста, меѓу другото секако ќе ви посакаме да останете во добро здравје. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Здраво. Здраво, како сме? Дали сме добри? Се надеваме, појма немам да ти кажам. Дали му куртуливме на грипот? Кај да знам, може да сум го прошол, да немам појма. Не знам. Не сум осетил никаква малаксалост да не се урочам. Така, нека остане да бидете во добро здравје. Дали сте за тоа да има бесплатна вакцинација против грип? Па кој сака да прима, нека си прима, кој се што е негова работа. Ама еднаш кога ќе го научиш организмот на помагање од страна, знај дека он више нема толку да има можност да се бори самиот. Ја така размислувам. А бидејќи вирусот еволуира цело време, значи он се менја со тенденција секогаш да не нападне на некој негов својствен начин.
ама па и нашите тела па се навикнати, па створиле доста имунитет кроз вековите генерацијски. Јас сум пре за природата да се брани сама од тоа чудо, што е наречено вирус. Ја го викам ѓавол по моје вака. И ќе ви објаснам зашто ѓавол. Затоа што кога настанала клетката, настанал и вирусот. Тоа било борба на земјава у тоа време пред колку милиарди години таму. Кој ќе победи? Све додека клетката не створила јадро. Кога створила јадро, она е победникот и ние сме потомци на тоа јадро што настанало кај клетката и сега ја и ти разговара навека додека ѓаволот сега Лешперски не успеа да направи тоа што направил и Лешперски се бутал во организмите. Значи природата, клетката е помоćна и ќе го победи вирусот. Поздрав. Поздрав, благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Според вас треба ли вакцината против грип да биде бесплатна за сите? Дали може би треба да се спроведат уште мерки? Дали сте за тоа во вакви периоди на грип, па и појава секако на ковид, да има повторно враќање на мерката носење заштитни маски во затворен простор? Добро вечер. Добро вечер, Тина. Секој добро. Како сте, Тина? Добро е, фала му на Бога. Како сте ми вие? Фала многу. Добар сум. Предходниот гледач ми беше колега, Тина. Да. Абе, толку здрав живот водеше, шајче и мед, секое сабајле. По една лажица мед, толку се пазеше од ова грипот, од болестиве, свака му част. И се гледа колку здраво збори на темава. Нели убави со ѓаволот тоа? Убав пример каже. Вака се, Атина. Не се проблем дали се вакцините бесплатни или се плаќаат. Него проблем е кај мене и кај доста од луѓево дали да се вакцинираат, дали да не се вакцинираат. Сега, многу у вакви вакцини не веруваат луѓето. Знаеш, некако, ете и ја сум, некој ќе ми каже вакцинирај се, некој не од блискиве, немој да се вакцинираш. И така, сега стварно ја не знам, у дилема сум дали да се вакцинирам, дали да не се вакцинирам. Сега Тина да те прашам тебе, да се вакцинирам или да не се вакцинирам? Па јас со оглед на тоа што ова вакцина против грип ја користат, односно одат на вакцинација голем број на луѓе, особено оние кои што имаат спаѓаат во ризична група, јас препорачувам да со оглед на тоа што и гледачката рече дека по она што го прележала грипот, денеска и е навистина криво. Вакцината за грип постои наназад долги години, не е ништо ново и верувам дека превентивата е секогаш подобра отколку подоцна, нели, како велат, подобро да се спречи отколку да се лечи. Но како е да е оно што секако сакаме од вас да слушнеме, дали сте за тоа да биде ваквата вакцина бесплатна за сите граѓани? Добро вечер. Добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Треба да биде бесплатна. Меѓутоа, еве, како што кажа човекот, не знаеме што да правиме и кого да слушаме. Меѓутоа, ја знам дека имате петлини, и таму дека седи на компјутер некој, да речеме, па отпира како што звониме. Ништо немам против поради вашето уредување, но сепак да добие 7 пати, да не видиш или 8 уклучен, ништо и вчера во црвена линија, сега веќе, хајде, 4-тиот пат, добив, а пак за тркалото, 6 пати добив, тоа не оди. Барем, нека е, кој како си добие, како по другите телевизии, ќе си дојде. А вака седи, Бабароска, 15 пати во тркалото се јавува, тоа е чудно 15. Бабароска, напротив, Бабароска колку пати рече во црвена линија дека не може да не добие баш во тркалото. Не, за вчера зборувам или обично. И па конечно и успеа по долго време, така да не обвинуваме Бабароска. Ама се јавува во тркалото вели 15 пати, јас 15 пат ми е, па браво. Толку ве поздравувам, ваша работа. Добро, како да очекувам да го слушнам вашиот глас нешто подоцна.
Меѓу другото, продолжуваме со темата, навистина не интересира, бидејќи во овој случај, меѓу другото, ќе подсетиме дека има и кобна недела, каде што две лица на 20 и 36 години изгубија битката со грипот. Така да грипот е сериозна работа, која што не се врзува само за повозрастната категорија, туку грипот може да биде фатален и за помладите. Меѓу другото, дали сметате дека вакцината против грип треба да биде бесплатна за сите граѓани и дали сте за тоа да се зголемат мерките, превентивата, меѓу другото и да се врати користењето на заштитната маска во затворен простор. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Дали сум на линија? Секако на црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака се. Значи, моето размислување е следното. Вакцината е скапа за нашиот граѓани кои што има минимални лични доходи. Треба да биде бесплатна. Треба сите да се вакцинираме. Меѓутоа, имаме ние на стручни лица кои што кажуваат дека не треба да се вакцинираме. А со кое право го кажуваат? Дали тие кои ќе излезат да го тоа пропагираат, некој им дал право да кажува немој да се вакцинирате, вакцините не се добри. Вакцините од толку тие вакцини толку луѓе починали слично. Меѓутоа, во секој лек пишува може да има несакани последици, за сметка на тоа треба да си го консултирате матичниот лекар или апотекарот, да речеме кај се зема лекот. Значи, истото и ова, значи за вакцините, многу деца сега страдаат од некои си болести за кои што постои вакцина, самите тие, посебно оние што се во врвот, не ги вакцинираат. Но кога ќе дојде зор, е тоа аман да го спасиме детево. И затоа ми се чини дека сепак сите сме ние виновни што ни се случува тоа. А иначе, ако се користи сето тоа онака како што треба, ќе нема ни болни, сите ќе бидеме здрави. Поздрав, пријатно. Кажете ми како е во Охрид состојбата, дали има многу заболени? Во Охрид моментално е добро. Добро, драго ми е дека охриѓани се добри, да ни останат здрави и живи. Секако благодарам за вашето вклучување. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Ало. Добро вечер, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Дали... Ало. Ина, добро вечер. Добро вечер. Убава вечер. Најубава вечер и да бидете во добро здравје, тоа ви посакуваме секако. Така, и ја вас ви посакувам добро здравје и се најубаво. За вакцините. Вакцините треба да бидат бесплатни за сезонскиот грип. Тоа е нормално дека треба да ги сносат и од, мислам, трошкови Министерството за здравство. Дали има минимална плата или има висока или пензија или тоа, не можеме ние тоа да го проведеме, пошто има многу работа, а знаеме во која држава живееме, така да не можеме да ги класифицираме. Тоа е со сигурност и сериозно зборувам дека сезонскиот грип треба да бидат бесплатни, да се вакцинираат сите луѓе. Сега да ме прашам нешто вака, пошто темата ви е стручна, да се нашалиме мало. Дали има некоја друга вакцина која што може да се вакцинира во однос на клептоманијата за Македонија? Како да е најголемото богатство е здравјето, така да сметаме дека во овој период на вистина работата станува сериозна и еве дали се за тоа да се вратат маските, нивното користење во затворен простор? Нека се вратат маските затоа што имаме зараза голема, ние кажа и амбасадорката, затоа се смеам и затоа го позборувам ова, дека имаме ние во политиката многу болести, така да и од таа страна треба да се вакцинираме. Така, благодарам многу. Ете, некои од гледачите се ише губени, како да е. Благодарам секако за вашето вклучување и учество во црвена линија. Ги имаме и коментарите. Па еве, всушност ова е коментар на Мишо Транс кој што напишал на нашето прашање дали можеме да спречиме наместо да се лечиме. Мишо Транс напишал не .треба, вакцина треба .памет и тоа во глава. Како и да е, поздрав до Мишо Транс. Верувам дека
сите ќе ни бидете во добро здравје. Но за да бидеме во добро здравје треба да има и превентиви, особено кога сме пред еден ваков предизвик. Период во кој што има поприлично голем број на заболени од грип, појава и повторно на ковид случај, но како и да е, дали сте за тоа пред се да биде бесплатна вакцината против грип за сите граѓани, а не само за ризичната група. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Јавува Кири од Прилеп. Како е во Прилеп состојбата еве со појавата на грип? Тоа сигурно ги има, не можам многу да ги сетам сите, ама ги има доста. Така. Добро. Јас мислам дека вакцината треба секогаш да биде бесплатна, особено после вакви ковид кризи. И за тоа се јави претежно да кажам. Така, дали вие успеавте еве да куртулите сега од грипот? Да. Јас откако примив вакцини за ковид, немам грип добијано. Така. Па еве во однос на мерките, дали сте за тоа кога има вакви периоди да се зголемат мерките, меѓу другото да се вратат маските, односно нивното користење во затворен простор? Па секако, пошто секогаш има и загадување и нечистоти, се знае, тоа е пожелно. Тоа е пожелно. Дали тоа би било се? Тоа би било се, да си имате убава вечер. Благодарам многу, секако поздрав и до Прилипчани, да ни останете во добро здравје. Продолжуваме понатаму токму со вас. Добро вечер. Добар вечер. Секој е добро, во црвена линија сте. Поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Вакцини треба да бидат задолжителни и плюс тоа да бидат бесплатни вакцините. Вакцината, законот на веројатноста, ако се земе во обзир, вакцината, па полбо на 1000 души, двајца да умрат, отколку 200 души, ако не се вакцинирани. Тоа треба да му е јасно на сите до еден. И понатака, вакцината според мене треба да биде задолжителна, бесплатна, ама до 70 години. После 70 години никаква вакцина и старите, ако успеат да останат живи, нека останат. Ако не, не годат мечките да ги изедат некаде. Сега, вака, да ве прашам нешто, секако не мислам дека не е во ред ние да одлучуваме кој до кога ќе му биде векот. Дали треба маските, меѓу другото, повторно да се вратат во затворен простор? Како и да е, ќе напоменам, црвена линија има една своја етика, тоа значи прво и основно правило е да нема навредливи зборови, особено користење на погрдни зборови кои што алудираат на насилство. Меѓу другото, сосем е разбирливо дека можете да го кажете вашиот став и вашите одговори, но и ќе ве замолам, ако може, тоа е нашата етика, да не бидеме ние тие кои што ќе им судиме и ќе одредуваме кој колку треба да живее. Она што секако треба да размислуваме е да останеме здрави, живи, среќни и меѓу другото да се заштитиме, особено во периоди кога еве царуваат вируси и кога имаме на еден начин и зголемување на бројот на случаи заболени од грип. Меѓу другото и се очекува еве напомената е таа дека некаде до крајот на февруари секако ќе има пик во однос на ова состојба. Како да продолжуваме со вас? Како можеме да спречиме наместо да лечиме? Дали сметате дека вакцините треба да бидат бесплатни за сите? Некои од гледачите велат да бидат и задолжителни, некои велат и не, но како и да е, дали треба можеби да ја зголемиме превентивата и секако да се одредат мерки кои што секако ќе бидат во интерес на здравјето на граѓаните. Добро вечер. Добро вечер, добар ден Тина, поздрав. Голем поздрав до вас, се надевам дека сте ми добро. Да, добри сме, супер сме, фала Богу. Сега би кажал за вакцините. Значи, од 2016 на ваму, 2015 нема вакцини, зборов за сезонски грип. Значи, нема. Значи, уште првата дека ќе кажат има вакцини,
оди во Струмица нема вакцини. Сакате кажете во Струмица нема вакцини, нема, тоа? да. Добро. Нема вакцини, значи не имало вакцини, значи може само да лаже некој дека има за пријатели, да. Има луѓе на 50 години, како е пријава преку маче, нема појма, му доаѓа, мислам, порака за вакцина. А ние што сме над 65 години немаме. Сега би кажал, значи ова треба здравството вака да направи. Од март на таму, секој што сака да се вакцинира од сезонски грип, да се пријави кај матичниот, значи ова да биде за месец-два и потоа во здравството. Значи здравството спрема оваа потреба да купи вакцини. Сега минатата година кажа, мислам дека беше министерот, дека 70.000 вакцини има за сезонски грип. Па ова нема ни за 1/4 само за пензионерите. А има многу што не се пензионери што се вакцинираат. Значи, кај нас е грешката во здравството. Значи, штом нема вакцина, значи да се пријавиме кај матичо и после пријавањето секој да си добива порака и да се оди за вакцина. А така без вакцини не можеме. Значи, мора да се вакцинираме. Значи, ова што сега што се случува со дечијата, ова и во Струмица. И во Струмица во болница, значи греота е. Значи греота е, значи да нема вакцини, децата да не се вакцинирани. Значи Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Различни искуства, различни одговори, размислувања. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Дали ме слушате вие? Да, повелете. Да, еве јас така вирус малце дома со чај. Се надевам дека ви е подобро, еве, како го поминувате овој период? Па добро, еве, се лечиме со чајеви, со фервекс и така. Многу течности, супи, витамини, така. Но дали ве бевте вакцинирани? Од ковид, да. За а навика за сезонска... примање вакцина сезонски грип против сезонски? Па не сум имал потреба за сега. Прилично сум млад за тоа, но мислам дека треба да се воведе, но со оглед со ваков министер за здравство моментално како што е, мислам дека многу работи одат тешко и дека здравство ако продолжи вака со вакво функционирање и владење за голем жал, ништо нема да биде од нас. Тој потитно треба да го разрешат, меѓути мислам дека такви ликови веќе не треба да има во здравство со оглед на тоа какви стручни кадри разреши човекот, здравството ни у колапс. Значи ти да разрешиш некого за сертификат за јазик, кажете ми во однос на вашето лично искуство, дали бевте вие кај матичниот лекар, како задоволни ли сте од третманот и од тоа што го добивте? Да, од матичниот секако да. Добро, дали сте за тоа да се вратат и зголемат мерките пред се на превентива и да... За да се вратат мерките и да се зголемат, треба некој да ги донесе, но министеров моментален како што не е тешко тоа. Гледаш дека сака само да се слика, да. Благодарам многу за учеството, ви посакуваме што поскоро да ни оздравите и секако да бидете како нови, што велиме ние меѓу себе. Меѓу другото, кога веќе зборуваме за мерки и превентива, Комисијата за заразни болести најавува состанок во среда, каде што ќе се разгледува состојбата со грипот, големата кашлица и сите заразни заболувања. Според податоците од последниот извештај на Институтот за јавно здравје ИЈЗ се зголемува бројот на заболени од грип, а во Ресен, Кавадарци и во Кратово има многу висока активност на овој вирус. Инаку во текот на оваа недела регистрирани се и 2 смртни случаи асоцирани со грип. Ке повториме тоа и ви напоменав пред известно време во рамки на ова издание. Сушно станува збор за лица на возраст од 20 и 36 години од Скопје и Демир Кисар, кои биле хоспитализирани на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. Како и да е, проценките на надлежните се дека пикот на грипот ќе биде до крајот на месецов и се апелира на вакцинација, особено кај ранливите категории на граѓани. Заклучно со четвртата недела од годинава вакцинирани се вкупно 61 лице, 543 со бесплатна или комерцијална вакцина. Па дали сте за тоа да биде бесплатна вакцината за сите граѓани, наместо само за оние кои што спаѓаат во ризичната група? Добро вечер. Добро вечер. Секој добро ви посакуваме пред се. Вака, едно поинакво размислување. Што може би од кое може би ќе бидете изненадени.
Вака, јас не сум примила никаква вакцина, нити против COVID, нити против грип и немам намера да го направам тоа, затоа што јас применувам еден многу здрав начин на исхрана, слушам советите на нутриционистите кои што се многу корисни, и така да никогаш не се разболувам од никаков грип, па не бев дури ни од ковидот. Јас сум најголем антиваксер, затоа апелирам на македонската публикум да не подлегнува на тие лаги, затоа што сите тие вакцини се лаги. Во нив имаме ставено 8 штетни негативни елементи кои што беа ставени со намера да се уништи една третина од популацијата. И доста народ настрада, како што знаеме. И затоа јас сум најогорчениот антиваксер. Значи, никогаш нема да подлегнам, а камали да одам па да плаќам јас или бесплатно да ми дајете, јас ќе речам благодарам, не ми треба. Зашто? Дали сте за тоа да се вратат маските во затворен простор? Знаете што, и дури маските се и причинители за, откривам дека они се причинители за разни белодробни заболувања, а не да ги носиме. Ништо не заштитува, само здравата исхрана. И уште нешто да кажам. Нашиот создател, тие што веруваат дека има, јас знам дека имаме создател, творец. Он создал во нашето тело природен начин како да се бори нашето тело. Така, големо благодарам еве што вашите ставови ги споделивте со јавноста. Слушате различни одговори, имаме поприлично доста јавувања, ќе продолжиме со тоа темпо. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој е добро, верувам дека сте ми во добро здравје. Па, ви такој, Тинче, како си? Како си ти? Добро е, фала му на Бога. Добро е. Сега да прашаме име дали вие ја имате досега примено вакцината против сезонски грип. За тоа се јавија, Тинче, да кажу дека и ја и муж оба примамо вакцину против сезонски грип, а грип па не фати. Значи, не те боска с инекција што треба, боската с некој водичку, обично како вие на онкологију што се тамо, и ништо тој. Само се боскамо, а бесплатно се боскамо не смо платиле, а од тој ништо, па не фати грип. Значи, тој ти е исто како на онкологију што работив, што ги боскав луѓите со воду, вместо да му даде терапију со глм, он му стави тамо водичку инфузију и пушти ga и после пројде некое време он си умре. Тоа е тој, Тинче. А дали сте за тоа да се носат маски, да се врати носењето маски во затворен простор? Па ја да ти кажу право, ја кога иду у град јас си носу маске. Како превентива, така? Да. Верувам дека сега сте многу подобро. Фала Богу, добри смо. Добро, благодарам многу за вашето учество и еве што се разбира споделивте какво искуство имавте вие и всушност кој е вашиот одговор на нашите прашања. Дојде времето и за реклами. Сега останува да ви ги соопштам и резултатите од нашата денешна Instagram Story анкета. Подсетување, имате доволно време до понеделник, вие кои што не следите на Instagram и секако на Facebook да го сторите тоа и веќе од понеделник активно да учествувате со останатите Instagramџи во нашите Instagram Story анкети. На денешното прашање, треба ли да ги вратиме маските во затворен простор, со да одговорија 40%, а со не одговорија 60%. А ние секако, јас прво ќе ви се заблагодарам на сите за учеството во Црвена линија и ќе напоменам дека треба да се биде упорен, тоа го знаат оние гледачи кои што се упорни и секако успеваат во тоа и да не добијат, но меѓу другото и да освојат вредни награди. Денеска, за да го зајакнеме имунитетот, се разбира да ми бидете добро расположени, да живнете, имаме една правосмукалка, како и секогаш ќе ја додели нашиот генерален спонзор, а јас задолжително ќе ви подкажам, ќе ви откријам какви прашања ќе има меѓу другото во денешното издание на Заврти на Телма. Запомнете, запишете, кој е најважниот климатски фактор? Потоа, во кој град Владо Черноземски го извршил атентатот врз кралот Александар I? Како во математиката се вика граничната вредност на функцијата?
и во кој музеј постојано изложена сликата на Леонардо да Винчи Мона Лиза. Јас ќе бидам изложена до тркалото за многу кусо време. Се гледаме, се слушаме и верувам ќе се радуваме за многу освоени награди. Се гледаме.